по што го спомнавте финскиот систем и од друга страна па во Финска сме зборувале на пример многу пати дека просветителството и наставничката професија е едната меѓу најплатените во државата. Мислам, тоа е многу е јасно веднаш кој е ставот на државата кон наставничката професија. Да. Веднаш е наставник јасно. не може да биде секој. Наставник може да биде само одредена личност која што ќе биде избрана, која што нели има висок просек, полага различни предмети и навистина е достоинствена професија која што е одлично платена за разлика од кај нас. Кај нас е отворен системот, може било кој да се запише. Дури се случува да се запишуваат и оние кои што и доволно не ја истражиле оваа професија, па се запишуваат случајно на овој факултет. Ние имаме проблем во однос на финансирањето и за нас е најзначајно да имаме што поголем број на студенти, бидејќи финансирањето е поставено во високообразовните институции во однос на зависи од бројот на студентите, а доколку има ние барем од Универзитетот Свети Кирил и Методи се бориме и настојуваме да има поинаков начин на плаќање во кој што би се плаќале факултетите по дејноста, па тоа би ни овозможило да во соработка со државните органи да обезбедиме ние поквалитетен кадар во однос на кадарот кој што ќе врши наставничката професија, па би минеле приемни испити, навистина за да дојдат до израз оној поквалитетен кадар кој што е значено за да се оди во развојот на образованието. Но не мора да значи дека секогаш најквалитетниот кадар е некој што ќе биде умешен и способен во извршувањето на работата. Се случува да и некои навистина се пронајдат подоцна, ако Изабела после завршувањето на факултетот архитектура се пронашла дека навистина ја исполнува оваа професија и сака да ја работи, има студенти кои што можеби во средното образование не покажале интерес доволен во учењето и постигнале послаб успех, да подоцна се развиваат и навистина да се пронајдат себе си тука и да постигнат подобри успеси. Дури, се случува. Благодарение на наша голема присуство во практичната работа, која што во високото образование е внесена негдека околу 2013 мислам година како задолжителност за сите факултети. Кај нас постои уште од почетокот на педагошкиот факултет. А да не кажем дека педагошкиот факултет е наследник на Висшата педагошка школа, која што е основана во далечната 1947 година, во 1961 година е преименувана во Висша школа, значи менува свој и има долга традиција од околу 76 години, каде што еден вид на практична дејност има. Секогаш било застапено да идните наставници и воспитувачи бидат присутни во местото каде што ќе работат. Мора да се запозна, на првите линии, секако. Осмислено е како ќе биде вклучувањето. Например, во почетните студиски години тие само наблюдуваат и се запознаваат со самата атмосфера на градинката, училиштето, за да потоа веќе во трета година, кога се запознаваат со стручните предмети, влегуваат и во директна реализација на процесот, воспитно-образовниот процес. За да во последната година се применува стажирање со новите студиски програми кои што ќе започнат од наредната академска година 23-24. Стажирањето ќе биде застапено целата учебна последна година од студирањето. Оваа практика ја пренесовме на еден друг малку по-непознат институт кај нас, а тоа е Институтот за библиотекарство. Така да потоа не сме доволно познати, но ќе позборуваме и за тоа. Во ред.
пренесоа и тука исто така е вклучена во последниот семестар библиотекарски стаж, а во секоја учебна година имаме одреден број на кредити кои што нели се реализираат во соодветната установа, во различни институции, библиотеки, архиви и слично, кои што планираме сега подетално да ги анализираме и да ги поврзаме со предметите кои што се реализираат. Предметните програми, например во прва година доколку се изучува во предучилишно воспитание, психологија, да студентите директно наблюдуваат она што го изучеле за карактеристиките на развојот на децата, да го наблюдуваат директно и да ги забележуваат, да ги перцепираат, да се вклучуваат, да едноставно може да им бидат помошници на воспитувачите, тоа што сепак е специфична дејноста, и самото наблюдување да ги препознаат тие карактеристики. Тоа ќе им даде многу поголем квалитет во компетенциите кои што ќе ги стекнат со завршувањето на овие факултети, ќе бидат многу подготвени да го земат предизвикот на наставничката професија.